Друга тема во Македонија наутро. Бидете херои на честноста е слоганот на едукативната антикорупцијска кампања која има за цел да ги едуцира учениците и ученичките на тема интегритет и корупција. Оваа кампања на Државната комисија за спречување на корупција е дел од активноста на антикорупција и интегритет која ја спроведува Канцеларијата на Меѓународна фондација за изборни системи ИФЕС во Скопје, финансирана од USAID. За важноста од кампањата која започна оваа недела, денеска во студиото ја имаме госпоѓа Билјана Ивановска, председателка на Државната комисија за спречување корупција. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Денеска, според информациите, сте во училиштето Коле Неделковски во рамките на оваа кампања, затоа моето прво прашање би било кои се првичните впечатоци? Така. Како што кажавте и сами, кампањата започна пред 3 дена, во вторникот на 16 мај. Започна кампањата Херои на честноста, за која што сме поддржани од Меѓународната канцеларија за фондација за изборни системи, така е, која што исто така е финансирана од USAID. Започнавме во основното училиште Петар Попарсов и имаме загрижувачки резултати, би рекла. Иако вака од разговор со учениците добив впечаток дека се работи за прилично зрели деца, меѓутоа пред да започнеме да разговараме, направивме една кратка анкета која што покаже дека повеќе од половина од децата сметат дека се сведоци на неправилни, односно оценки со протекција, дека за сето тоа се криви родителите, бидејќи бараат врски, дека кога имаат проблем, најчесто бараат решение кај своите родители и на прашањето дали сте пријавиле, повеќе од половината кажаат дека не пријавиле. Тоа значи дека многу треба да се работи со дечињата, во делот на јакнење на интегритетот, во делот на да бидат свесни колку значи и колку е важно да се транспарентни. Треба да зборуваме со нив и да им укажеме, да сватат дека тие треба да бидат херои на честноста, бидејќи херојот на честност е оној кој што ги победува лошите особини кај човекот, а тоа се алчноста, лакомоста, грамзливоста, желбата да се добие нешто што е туѓо и така натаму. Значи сето тоа треба да се победи во самиот себе, во самиот човек и на тој начин да се заекне интегритетот на човекот, односно на децата, бидејќи она што го правиме сега ќе даде резултати во иднина. Она што сега нас не се случува е резултат на тоа што било нели во минатото. Така ќе одат процесите следствено. Така што ние сега треба многу да се вложиме во нашите деца, да особено внимание да им посветиме на вредностите што треба да ги носи една личност, за да можеме да сметаме на нив дека иднината ќе ни биде подобра. Така. Ајде малку да навлеземе и околу потребата. Дел од суштинските причини ги напоменавте и во одговорот, меѓутоа би сакал да ги истакнем уште еднаш, нели причините за потреба од една ваква едукативна кампања во училиштата. Значи потреба секогаш има, може би требало и порано. Јас сега благодарам на Меѓународната фондација за изборни системи што еве вака ни искочи во пресред да не поддржи. Може би требаше и ова и порано да го правиме, иако ние претходно имавме активности, меѓутоа тоа беше изолирани случаи, односно одевме во училиште кога ќе бидеме повикани. Така што вака организирано сега ние прв пат. Секогаш треба да се работи со децата, секогаш тие треба да бидат свесни дека херојот на честноста е оној кој што има само доверба во себе, кој што своите резултати сака да се ги постигне со свој труд и е задоволен од тоа, а тие што се задоволни се и срекни. Тие се благодарни и срекни. На тој начин треба да создаваме како општество една друга аура во нашето општество, дека да, ние вредиме, нашата земја е убава и од нас зависи колку ќе биде уште поубава. Тие треба да бидат свесни за тоа, затоа што анкетите што ги правите вие покажуваат дека поголем процент од децата сакаат да се иселуваат без да знаат зошто. Што е поразително? Помалите барем не знаат, ај поголемите нешто, нели, знаат, меѓутоа помалите деца не знаат баш толку. Ама живеат во атмосфера кај што ќе правам јас тука, ќе одам во странство, таму има ред, таму има поред. А кој го прави редот и поредокот во државата, ако не граѓани? На предавањата ги имат и познатите актери Игор Ангелов и Фисник Закири, која е нивната улога во
целиот овој проект? Па знаете, тие си се професионалци во својата област и на еден убав начин се доближуваат до дечињата, знаат големите проблеми на едноставен начин да им ги приближат и да им ги објаснат и да им кажат што значи транспарентност, што значи професионалност, што значи интегритет, што значи корупција и така натаму. Значи тие барем основни поеми дечињата да ги имаат апсолвирани. Така. Колку овие едукативни предавања ќе придонесат кон искоренување на корупцијата во земјава? Колку сте оптимисти, иако велат дека од мали нозе се учат нештата, добрите нешта? Па јас мислам дека ќе придонесат и колку повеќе се шири, се зголемува оваа кампања и се зборува на темата и од страна на професорите, и од страна на родителите дома, и од страна на институциите, мислам дека сите заедно со заеднички труд ќе можеме ова општествено зло и да го победиме. Ние имаме намера, односно оставаме во националната стратегија дека уште од градинките треба да им се зборува на дечињата за вредностите. Затоа што децата гледате, следат некому на инфлуенсери на Инстаграм, на Фейсбук, не знам што, какви вредности имаат. Некои можеби имаат вредности, да не зборам генерално за сите, меѓутоа имате луѓе кои што на кој начин имаат влијание врз младината. Не секогаш е тоа добар начин. Затоа децата се обкружени со многу примери во нашава држава. Треба да ги остручиме, да знаат, да препознаат што е добро, што е лошо. И да се приклучат кон добрите примери. Добрите примери да им бидат онаа звезда светилка која што ќе ги носи во животот. Така. Во целата оваа едукација се вклучени професори по граѓанско право. Зошто е тоа така? Затоа што во тој предмет, во рамките на предметот граѓанско општество, се изучува, има едно поглавје за корупција. Така да они прават проекти, прават творби, па сега имаме избор, така имавме во Петар Попасов, имавме избор на 10 најдобри творби, дали било тоа цртеж или некоја стихотворба или било што било најдобро. Првите 10 ги наградуваме со скромни подароци кои што од донаторот ни се обезбедени. Така. Колку самите родители се важни во целиот овој процес? Најмногу. Родителите се тие првата клетка, основната клетка, семејството. Од тука детето почнува да учи од примерите на своите родители. Родителите не мора да бидат строги за да имаат разумни деца, напротив, родителите треба да бидат луѓе кои што ќе даваат добар пример на своите деца. Така што мислам дека тие се најважни во процесот на воспитување, затоа што ако детето не е воспитано од дома, тешко и ќе се образува во институциите понатаму. Не за џабе старите кажале, првите 7 години се најважни во животот на децата, а токму тие години најмногу ги поминуваме, дечињата ги поминуваат со семејството. Тоа значи дека семејството е најважно, родителите и така натаму. Кои се примерите кои треба да ги земат учениците за да бидат херои на честност? Па токму тоа што ви кажав, значи да се чувствуваат дека си имаат својата самодоверба, да го бараат најдоброто од себе, да не завидуваат на другото дете ако знае или добие повисока оценка, едноставно да не ги интересира што оценка добива другото дете, да биде свесно дека своето знаење, што ќе го стекне, тоа е за него најважно. Секој ден да се вложува повеќе во себе, затоа што, ја секогаш велам, личното богатство никој не може да му го земе. Во крајен случај, знаењето е тоа што ќе го води понатаму во животот, празните оценки си остануваат мртво слово на хартија и тоа не значи ништо. Оваа држава, секогаш сум кажала и пак ќе повторам, може да извлечат само професионалци, меѓутоа честни професионалци, затоа што ние пак имаме и многу луѓе со знаење, каде што отсуствува па интегритет. И затоа е важно една личност да ги има сите компоненти, да има јак интегритет, тоа значи да почитува правила, да биде чесен, да биде транспарентен, да биде отворен, да се стекнува со знаења, да си има самодоверба во себе за тоа што го научил и да биде секогаш жеден за нови знања, бидејќи само така можеме да идеме напред. Председателке, сакам да го искористам и вашето гостување, се разбира да поставам и прашање како граѓаните може да пријават корупција и дали од година во година се охрабруваат се повеќе да пријавуваат корупција, бидејќи ако нели малку ја анализираме како граѓаните ја перцепираат вашата работа, ја ценат вашата гласност, ја ценат вашата отвореност, такви се коментарите по социјалните медиуми, па дали можеби таквата ваша поставеност како антикорупционери
придонесува граѓаните повеќе да се охрабруваат. Да, бројот на пријави од година во година расте. Додека првите години имавме пријави кои што се однесуваа на некои стари случаи од претходни 5-10 години, 15 и така натаму. Сега во последно време имаме пријави кои што се со поиздржани факти, со појасни информации, поподатливи, кои што можеме да ги обработуваме понатаму, така што јас им благодарам на граѓаните, секогаш ги повикувам, има повеќе начини како може да пријават корупција или судирни интереси или било што, каде што сметаат дека има прекршување на законот. Значи, имаме веб апликација, можат да пријават по пошта анонимно, можат на мејл да пријават, на нашата веб страна, може да лично да дојдат да донесат, значи сите опции се можни. Така. Ви благодарам многу за гостувањето во Македонија наутро, да дадовме насока на тоа што во моментов е важно, на едукативната кампања која што ја реализирате, но се разбира секогаш со вас интересни и важни теми за граѓаните, така да верувам ќе се видиме повторно наскоро во студијето. Така, ви благодарам многу за интересот за оваа наша кампања. Ви благодарам и вам за гостувањето.